Да се определат својствата на функциите. F од x е еднакво на 2x плюс 1 на квадрат, f е пресликување од r во r плюс унија 0. Ова функција не е инјекција, вака дефинирана, од r во r плюс унија 0. Ајде да видиме. Ако земам x да биде 0, што се добива? F од 0 во тој случај е 2 по 0 плюс 1 на квадрат или ова 1 на квадрат, што е 1. Исто така, ако земам f да x да биде минус 1 и пресметам f од минус 1, имаме 2 по минус 1. Значи и ова се делат доменот, плюс, значи 2 по минус 1, ајде ова заграда, плюс 1 на квадрат имаме минус 2 плюс 1 на квадрат, или ова е минус 1 на квадрат, што е 1. Добив f од 0 е еднакво на f од минус 1, различни елементи од доменот имаат иста слика, следи f не е инјекција, докато контра пример. Ќе покажам дека оваа функција е сурреакција. Внимавајте. Еве да речеме дека f предпоставка која беше дефинирано од r во r. Во овој случај ќе земев y да е минус 1, па квадрат на број, на било кој број, никогаш не може да биде негативен број. Па минус 1 во овој случај не би ни се пресликувал ниту еден елемент од доменот, па така во овој случај не би имале сурреакција. Имајте го на ум, тоа мора да проверувате. Но во овој случај имаме сурреакција. Што правиме? Викаме нека y е елемент на кодоменот. Се нема да пишувам кодомен, веќе е јасно. Настрана тоа што правиме, имаме y е еднакво 2x плюс 1 квадратот, таму квадратен корен од y е 2x плюс 1, нова апсолутна предност. Значи квадратен корен имаме, ајде, ова е на оваа страна која коренуваме, ова е апсолутна вредност од 2x плюс 1. Што правиме понатака? Како може да се ослободиме од апсолутната вредност? Тука. Корен од y е еднакво на ова што е внатре, или корен од y е еднакво на минус тоа што е аргумент во апсолутната вредност. Доволно е едно да земите. Од ова го изразувам x. 2x е еднакво на квадратен корен од y минус 1, x е една половинка од квадратен корен од y минус 1. Битно е да проверите доколку y е елемент на кодоменот, дали ова, за произволно y од кодоменот, дали ова е прибаѓа на доменот. Дали за позитивен реален број една половина од квадратен корен од тој број минус 1 е реален број. Да. Тогаш имаме тука, доволно е само едно, бидејќи барем еден начин да најдеме елемент кој што се пресликува во произволно y. Или ова го земаме, или ова. Јас го зедов, ова го изразив x. Тогаш имаме една половинка по квадратен корен од y минус 1, целото, да не забораваме, тука е елемент на доменот, па можеме да го предадеме како аргумент во функцијата. F од една половинка од квадратен корен од y минус 1 е еднакво на. Заменувам наместо x во оваа функција, ова тука што имаме 2 по една половинка по квадратен корен од y минус 1, со ова завршив, плюс 1, сето на квадрат. 2 со 2 се крати, имаме квадратен корен од y минус 1 плюс 1 на квадрат, ова со ова се крати, останува квадратен корен, се поништува, се извинувам, тоа е 0, квадратен корен од y на квадрат е y. Што покажавме како доминантите задачи? За произволно y од кодоменот, ако земиме x да биде една половинка квадратен корен од y минус 7, сме го нашли елементот од доменот, тоа е елементот од доменот кој што се пресликува во него. Најдовме барем еден елемент, најдовме начин
za proizvoljno y da najdeme barem jedan element od domenot koji što se prislikuva vo nego r. To ovo pokaže ovdje deka. Ova se prislikuva vo y. Od tamo f, e su reakcija. Ajde da vidimo što imamo pod boj. Pod boj imamo funkcija g od x jednakva na apsolutna vrednost od x minus 1. G sega nije definirano, tukaj ne je opišano, od interval od 1 do plus beskonečnost vo r. Kako priložimo? Apsolutna vrednost od x, ako ne je daden domenot, ne je injekcija. Ajde da vidimo apsolutna vrednost od x od kalkulus kako se crta. Ima apsolutna vrednost od x, to je ova funkcija mi je pomestena nadesno za jedna, znači imam ova funkcija. No kada ja razgledujem, kada ga imam ograničeno domenot? Domenot velam mi je od 1 do plus beskonečno. Go zemam samo ovoj del od apsolutna ta vrednost. Ovaj ne me interesira. A ako imam tukaj od r, togaž ne predstavuje injekcija. Na ovaj slučaj će pokažem neka predstavuje injekcija. Ako g mi je definirano od 1 do plus beskonečnost vo r, togaž g od x. Znači, možem kako da je zapišem. U toj slučaju za vrednosti na x od 1 do plus beskonečnost, apsolutna vrednost od x minus 1, ili kako može poinako da se zapiše? Ova natreba apsolutna ta vrednost za vrednost na x od ovaj interval je pozitivna, pa tako možem da je izostavam apsolutna ta vrednost. Zapišem samo kako x minus 1. Ke pokažem deka ova je injekcija. Ajde da vidimo što imamo. Injekcija. Neka što imamo x i y. Se elementi na domenot, u slučaju to nije od 1 plus interval od 1 do plus beskonečno koji što vključuje jedinica tam. Ok, ovaj nije domenot. Što treba da pretpostavimo što? I neka g od x je jednako na g od y. Treba sta sam do x jednako na y. Toga što imamo? Ovaj del prepišem, g od x jednako na g od y. Vidovme deka ova funkcija možem bajha da je zapišem od x minus 1 jednako na y minus 1, se prati, slijedi x jednako na y. Trgna foto. Ova staza do x je jednako na y. Ova pokaže deka g je injekcija. Povtorvam, vнимавajte, bitno je ko je domenot kada što je definirana. Dobro, ono što ovdje znam. Evo tamo. Da li predstavlja surjekcija? Kod domenot je r, da li može apsolutna vrednost od nešto da bude negativen broj? Da li može apsolutna vrednost od x minus 1, primjer, da bude minus r? Ne, apsolutna vrednost od bilo što je sekogaš pozitiven broj ili nula. Minus 1 je element na kodomenot u slučaju je r, kodomen, i ni tu jedan element od domenot ne se preslikuva vo nego. Ne može da najdete x taka što x minus 1 ke bude minus. Apsolutna vrednost od x minus 1 ke bude minus 1. Pa taka, ne site elementi od kodomenot, odnosno najdopne element od kodomenot koji što nema element od domenot koji što se preslikuva vo nego. Očito slijedi g od x ne je surjekcija. Mora priložite ovdje da rešavate, vнимавajte dobro ko je.